Почитувани, функционерите кои кријат имот преку бледи соопштенија се обидоа да извртат вистината, но заборавија дека секој напад само потврдува дека СДС крие имот. Аферата тајни имоти откри дека СДС и Димитар Ковачевски, именувајќи ги овие лица на државни позиции, кријат имот вреден 30 милиони евра. ВМРО-ДПМН денес ќе ги представи на јавноста лицата кои се дел од функционерите вклучени во аферата тајни имоти. Се работи за луѓе кои имаат директни релации со врвот на власта. Ова се луѓе кои Ковачевски на седница на влада им ја дава довербата и ги именува на државни позиции. Ке започнеме со Алберт Муслију, кој како експерт и аналитичар редовно ги брави ставовите на СДСМ, криејќи се под превезот независен. Но колку навистина независен? Алберт Муслију на 19 декември 2017 година е именуван за представник определен од владата во управниот одбор во фондот на Холокаустот на евреите од Македонија. Муслију 5 години нема поднесено анкетен лист до антикорупцијската комисија. Што крие Муслију? Според нашите истражувања, Муслију на сопствено име поседува куќа во Скопје од 118 метри квадратни и стан во центар од 81 метар квадратен. Муслију се јавува и како основач и собственик на повеќе правни лица и издруженија на граѓани. Имено, тој е основач на Сдруженијето Институт за мир и безбедност и истражување, на Политики Коница, како и на фирмата за трговија Макромет. Им открие и адвокатот Ивица Јефтич. Тој е непознатиот адвокат на СДС, кој ги поднесува фамозните тужби на функционерите на СДС за навреда и клевет. Бројни такви тужби се поднесени од Ивица Јефтич. Па дали со неговото именување на функцијата му се наплаќаат овие услуги е тема која треба дополнително да се обработи. Патем, адвокатот Ивица Јефтич, еден од лицата кои се опфатени со аферата тајни имоти, бил член на надзорниот одбор на СДС, се јавува во голем број судски случаи каде партијата или нејзини истакнати функционери се странка во постапката. Инаку Јефтич е член на управниот одбор на прифатниот центар за баратели на азил. И тој не го пријавил својот имот, односно нема поднесено анкетен лист и тоа може да се види на веб страната на Државната комисија за спречување на корупција. Но што крие Јефтич? Од анализата која ја направивме, може да се види дека Јефтич на своје име поседува стан во Скопје. Од 2015 година е основач на адвокатското друштво Тошич и Јефтич, а во 2020 година, во месец ноември, ја основа градежната компанија FIS Construction Доел Скопје. Јефтич покрај тоа што е адвокат на СДС и тој самиот бил партиски функционер како член на надзорниот одбор на партијата. Јефтич е и адвокат на голем број на општини, додека СДС беа на власт во локалната самоуправа, како што е примерот со општината Кисела Вода. Воедно, Јефтич е член и на Македонско-Бугарската стопанска комора. Бројни функции, високо платени позиции, но анкетниот лист е таен, имотот е таен. Што крие Јефтич? Која е причината што еден правник, лице кое треба да е заштитник на правдата, е лице кое го крши правото? Дали СДС му гарантира неказнивост и да има и други имоти? Имот крие и директорот на јавното предпријатие Македонски шуми, Валентин Груевски. Имено, од претходниот анкетен лист на Валентин може да се види дека поседува куќа во Битола и автомобил Volkswagen Golf, а неговиот брачен другар поседува куќа во Ресен. Дали има промени и зошто не го пријавил, иако веќе бил функционер и знае дека тоа му е обврска? Новица Печински, член на управен одбор Здравствен дом Берово, исто така е на листата на функционери кои кријат имот. Печински, кој е вработен и во општина Берово, е и председател на спортски клуб. Според истражувањето кое го направивме, дојдовме до сознание дека крие голема куќа во Берово и автомобил Volkswagen кои се на негово име. Ова се само дел од функционерите кои кријат имот, а се директно поврзани со врвот на власт. Очекувано, Државната комисија за спречување на корупција да ја брани злоупотребата на законот од СДС, затоа што тоа веќе е видена пракса. ДКСК работи по диктат на СДС. Ја повикуваме Државната комисија за спречување на корупција и останатите институции да почнат да си ја вршат работата,
а истовремено ги повикуваме Јефтич, Груевски и Цоневски да си поднесат оставки на позициите кои ги држат и да платат казна која им следува по закон. А затоа постапка да прокрене Државната комисија за спречување на корупција. Институциите да го испитаат нивниот имот, но и дали имаат и друг имот кој е на нивни блиски роднини, а може да се доведе во корелација со нив. Ние продолжуваме со објавување на детали. Одговорност мора да има. Ви благодарам, доколку имате прашања, поведете. Уште во вчерашната пресконференција изјавивме дека се работи за државни функционери, директори на јавни предпријатија, председатели на комисии и дека од денеска па натаму парцијално ќе ги објавуваме сите кои што нема да си ги постапат согласно своите законски обврски. Дали го смил имотите да поведете дека ги стекнал пред 2017 или по 2017? Должност на Алберт Муслију како функционер и член на надзорен одбор е да го пријави имотот кој што го поседува и во истиот тој анкетен лист да наведе кога ги стекнал, на кој начин ги стекнал тие имоти и тоа е негова обврска. Потоа обврска законска на Државната комисија за спречување на корупција е да го провери тој имот, да провери дали доставил првично анкетен лист, па како го стекнал тој имот, така што ние имаме институции кои што се платени да ја вршат таа работа и конечно да спречуваат вакви скандали и да спречуваат злоупотреба која што ќе биде скриена од власта. Ние тоа што го знаеме, го соопштивме на оваа пресконференција. Значи, немате информација дали пред 2017? Ние се тоа што го имаме го кажавме на оваа пресконференција. Наша обврска е тоа што го знаеме да го обеделиме на јавноста, обврска на институциите да ги проверат овие факти. Вчера Државната комисија за спречување на корупција ве повика да го објавите случајот Кајнеко, направивте тоа или само вака ќе се повикува? Како што и во оваа пресконференција изјавив и во претходната, Државната комисија за спречување на корупција се јавува секогаш кога треба да заштити скандали кои што се поврзани со власт. Ова е обврска законска за она на Државната комисија за спречување на корупција да се работи својата работа за која што пари зима директно од буџетот на Република Македонија, пари кои што ги полнат буџет кои што го полнат граѓаните на Република Македонија. Јас имав искуство и лично и генерално како партија со Комисијата за спречување на корупција и освен тоа што се ставија во заштита на Ковачевски со аферата Бројло, ние друга условно кажано постапување или соработка со нив не видовме. На крајот на криштата имаме институт Допрен глас, гледам по медиумиве дека претседателката на Државната комисија за спречување на комисија го слушнала овој наш глас и апсолутно не и постои никаква пречка да постапи согласно законите и согласно она што е платена во Република Македонија да го работи. Дали работевиот во општината Берово, ќе поседува куќата големата во која што споминавте, ретка стапена функција, стапена функција, од кога е поседува? Кој го поседува тој голем? Исто како што ме прашавте и за Муслију. Ние сме опозицијска партија, јас сум пратеник во Собранието на Република Македонија. Во оваа држава, која што треба да биде правна држава, постојат институции кои што ги плаќаат граѓаните, како што е јавното обвинителство, како што е финансиската полиција, како што е Министерството за внатрешни работи, како што е Државната комисија за спречување на корупција. Сите овие државни институции зимаат пари од граѓаните на Република Македонија. И нивна обврска е овие скандали и овие информации да ги обработат, да постапат по нив соодветно и нормално да ги казнат доколку постои прекршување на законот. Она што ние како опозиција го имаме како информација, го споделуваме со јавноста, како што впрочем вчера и денеска го правиме. Меѓутоа ќе останеме и покоси за одговор кога ги имат овие имоти. Дали случајот го правите во обвинител? За сите следни чекори ќе ве известиме соодветно кога ќе го направиме тоа. Доколку нема други прашања, ви благодарам за присуството.